Добро, добар ден и од мене. Благодарност до Дорце, градоначалникот на Кисела вода, што продолжува да ја реализира програмата која што ја вети пред граѓаните на општина Кисела вода. Благодарност до администрацијата во општина Кисела вода, до луѓето кои што работат заедно со градоначалникот, да тоа кое што беше ветувано за време на кампањата, денеска го гледаме како се реализира. Еден од тие проекти и овој кој што денеска ние сме овде собрани, присуствуваме како истиот тој се создава, се гради, дел е веќе готов, дел ќе биде набрзо денеска готов и навистина е задоволство како претседател на ВМРО-ДПМН, на најголемата политичка партија, да кажам дека со еден ваков пример покажуваме дека сите не се исти на политичката сцена. Имате политичари кои што се длабоко навлезени во криминал и во корупција или така наречени политички криминалци и измамници. Имате политичари нихилисти кои што за све гледаат негативно, а се со цел да соберат по некој политички поен, мислејќи дека така ќе можат повеќе да добијат за себе и неколкумина истомисленици околу нив. ВМРО-ДПМН е партија од народот и ВМРО-ДПМН исклучиво е фокусирана да испорача за народот. Јас сум убеден дека веќе на следните предвремени парламентарни избори народот тоа го препознава и народот ќе даде шанса да сето она кое што денеска се случува во овие 42 општини каде што ВМРО-ДПМН има градоначалници, го пресликаме на централно ниво преку институциите и преку проектите кои што ќе ги реализираме на целата територија на нашата Македонија. Уште еднашка честитки, уште еднашка би сакал да го кажам моето задоволство за ова што го гледам и само да ги охрабрам така да продолжат, да покажат дека ние не сме како овие политички измамници и криминалци и политички нихилисти или луѓе кои што само со негација гледаат на работите. Ви благодарам. Ако имате прашања... Господине Мицковски, како ги коментирате затегнатите односи помеѓу Скопје и Софија, особено и повчерашните случувања? Па навистина можам да кажам дека ова што го гледам е навистина нешто на кое што ние предупредувавме дека ќе се случува и ја користам оваа прилика да кажам неколку реченици поврзани со сето тоа. Прво, она кое што вознемирува е фактот дека оваа влада и покрај сите отстапки и покрај сето она што беше побарано од оваа влада, практично се отстапи, се потпиша во интерес на зачување на своите лични фотели. Гледаме дека другата страна и покрај сето тоа влегува во еден така наречен конфликт кој што би го ставил на ниво на една студена војна помеѓу двете држави, бидејќи како што разбрав, амбасадорот на нашиот источен сосед не е во држава, односно го задржале таму, не го вратиле назад, односно не е дојден тука каде што треба да ја извршува својата амбасадорска позиција. Тоа го правдат властите во Софија како револт поради оној настан кој што се случил во Охрид. Тоа е така затоа што кога едната страна попушта се, коленичи, ведне кичма, а другата страна практично добива се, таа страна, во случајот во Бугарија, мисли дека природно право нејзино е да добие се што ќе побара. И на тоа предупредувавме изминатиот период дека тоа не треба да се случува, но за жал имаме политички аналфабети, криминалци и корумпирани политичари кои што буквално за да ги задржат своите позиции, да можат уште некој тендер во 4 очи да добијат, се подготвени, се да проголтаат, но се разбира на товар на македонскиот народ, македонскиот идентитет и на македонските граѓани. Второ, гледате дека тие функционираат како аналитичари. И владата, и Стево Пендаровски седат и прават анализа. Па ќе го слушнете Стево Пендаровски како ќе ви каже дека ова било некаков си заговор, дека ова се некакви тајни служби, надворешни влијанија и фактори за дестабилизација на Македонија, а при тоа ниту едните, ниту другите, после оној состанок што го има Совет за безбедност кај Стево Пендаровски, не излегоа кои се тие странски служби, кои се тие странски фактори за влијание, кои се практично луѓето кои што сакаат да дестабилизираат Македонија. Знаете, тие добиваат плати, ги уживаат привилегиите, затоа што народот ги плаќа да даваат решенија, да даваат одговори на прашањата, не како аналитичари да коментираат.
Трето, кое што исто така сакам да го кажам, е фактот најпрво тргнаа со тезата ќе прогласувале персона нон грата, па потоа се повлекоа, што чекаат да дојде 4 февруари, па да се случат инциденти, па тие луѓе да предизвикаат и да провоцираат од маргинални политичари, од буквално естрадни политичари, претворија сега политички тескаши со овие пинг-понг изјави кои што се случуваат во јавноста. Овој Џамбас, како се викаше, овој европскиот политичар, како му беше презимето, од што не знае што да направи повеќе, буквално како циркузант во естрада се однесува за да добие некој политички поен повеќе на темата мрази ги македонците, навредува ги македонците, мрази ја Македонија и така натаму. И што направија они со тоа? Буквално ништо. Ете, тоа е оној театар и тоа е онаа естрада во која што ја претвараат политиката во Македонија. И четврто, она кое што сакам исто така да го кажам е ова нивно килаво однесување предпоставувам е резултат на нивната огромна корумпираност и заштита на криминалот за да останат уште некој ден, некоја недела, некој месец на тие позиции за да можат на грбот на овој народ да се богатат и се подготвени се да проголтат, па дури и народот да го жртвуваат, па дури и днината на народот да ја жртвуваат, само за да може тие уште некој ден да останат таму каде што се. Јас сум навистина згрозен и очекувам час поскоро да излеземе на предвремени парламентарни избори, да може народот гласно да зборува, а јас сум уведен во тој резултат и во огромната победа на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Следната влада на ВМРО-ДПМН ќе има тешка задача, но не и невозможна, да ги исправи сите грешки која што оваа криминална и корумпирана влада на ДУИ поддржана од СДСМ ги направи. Премиерот се повеќе млади и квалитетни кадри почнуваат јавно да излегуваат и да се жалат на неправилност при вработување во јавниот сектор. Последен пример беше оној со младите доктори од Кочани, но наназад има многу други. Партиските вработувања се проблем со кој држава се соочува со години и тие се причина многу млади квалитетни кадри да се заминуваат од држава. Вие сте председател на најголемата опозицијска партија која претходно била на власт со години, а и сега има своји градоначалници во голем број општини во земјава. Па кажете кога конечно ќе престане праксата на партиски вработувања и ќе почне да се практикува принципот на меритократија, односно вработување по образование, заслуги и способности, а не по партиска наклонетост и лобирање. Одговорот мој ќе го поделам во два дела. Првиот дел ќе ви одговорам како универзитетски професор и педагог, кој што секојдневно комуницира со тие млади луѓе на универзитетот. И вториот дел од мојот одговор ќе биде, како што вие рековте, како председател на најголемата политичка партија во Македонија. Често пати на станите зборувам дека моите студенти, огромно мнозинство од нив, би рекол 8 од 10, после дипломирањето одлучуваат да ја напуштат Македонија токму поради овие причини што вие ги наведовте. Има и други, да бидам попрецизен, но овие се оние кои што се многу важни и суштински, токму поради тоа што немаме меритократија и токму поради таа партизација, бадинтеризација и балансеризација која што владее во Македонија, затоа што денеска вие гледате и во здравството и во другите институции, за жал, наместо според квалитет и меритократија, како што вие кажавте, се вработува по балансер, бадинтер. И има уште еден критериум, а тоа е дуизација. И навистина, како професор, можам да кажам дека тоа треба час поскоро да престане. И тука треба да имаме општествена поддршка од сите вас, да застанеме сите наспроти овој обид на балансеризација и бадинтеризација на Македонија. Треба да го имплементираме принципот на меритократија, она кое што стално го зборувам со луѓето каде што можам да влијам, а тоа се градоначалниците на општините, каде што ВМРО-ДПМН има градоначалник, администрацијата секогаш квалитетот да биде пред и над се, а не да биде балансерот, бадинтерот или пак партиската книшка. Вториот дел од моето прашање, делумно го опфатив и во овој прв дел. Јас како човек во иднина, доколку ја добиам можноста да ја водам владата и да бидам прв во системот на институции
со кој што владата ќе управува и ќе менаџира, можам да ви ветам дека токму меритократијата ќе биде основа, односно мерит системот ќе биде основа со кој што ќе се раководам, бидејќи квалитетот е оној кој што треба да ја води Македонија напред, а не балансерот или бадинтерот или партиската книжка. Како Пре- коментирате коментирате вашите вашите градоначалници да не вработуваат партиски кадри, туку да вработуваат квалитетни кадри? Па нема некој посебен тренинг за тоа. Тоа се све луѓе кои што се свесни, но и совесни луѓе. И они сакаат општините каде што тие управуваат и се градоначалници додат напред. А само со мерит системот можеме да идеме напред. И јас како човек, доволно е оваа јавна изјава што ја кажувам, а и во личните наши контакти, секогаш инсистирам на мерит системот, никогаш не инсистирам на балансерот, бадинтерот или пак партиската книжка. Како Премиерот- коментирате последните пораки на лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој на украинската делегација кажа дека ги принела тоа е дека треба да бидат истрајни и дека ќе победат исто како што тие ги победиле македонците во својата война. Па јас сум бил доброволец во армијата и немам такво чувство дека тој е победник во таа војна, но истовремено претпоставувам им кажал и за колку стотици милиони евра е зголемено богатството на фамилијата на Ахмети и на луѓето кои што го обкружуваат Ахмети, на сметка на луѓето кои што се инвалиди или кои што загубија животот од татковинската војна во 2001 година, кога храбро се бореа македонските полициски сили и армиски сили да го задржат суверенитетот и интегритетот на нашата Македонија. И како еден вид поклон на жртвите од татковинската војна, името на овој парк кај што денеска ние се наоѓаме е токму на еден таков бранител. Но добро е следниот пат кога ќе дојде делегација од Украина да го прашаат колку десетици милиони евра повеќе имаат луѓето кои што го обкружуваат него и раководството на ДУИ. Господине Мицковски, неколку адвокати денеска поднесоа предлог закон за делумна или целосна амнестија на осудените од 27 април. Дали ВМРО ДПМН ќе поддржи вакво предлог законско решение? Ставот на ВМРО ДПМН е поврзан со 27 април е јасен. Тие луѓе се обвинети за нешто што не го сториле. И тие луѓе бараат правда. Тие луѓе не бараат амнестија, не бараат милост, тие луѓе бараат правда. Од тоа кое што сум јас информиран е дека предметот се наоѓа пред Врховниот суд и дека јавното обвинителство доставило свое мислење пред Врховниот суд и дека Врховниот суд треба да одлучува. И треба час поскоро да одлучи да го врати во прв степен, бидејќи тие се само не се терористи. И тие луѓе и на судењето, еве Јане Ченто тоа ќе го каже во своите завршни зборови, јас не барам милост, јас барам правда да бидам суден за тоа што сум го сторил, а не за тоа што вие политички мене ме гоните. Како ги коментирате најавите дека ќе има ново парламентарно мнозинство, бидејќи слушаме секојдневно? Во првиот одговор рековте дека уште неколку месеци се на власт, а они најавуваат ново парламентарно мнозинство. Ваш коментар? Јас нема да влезам во трката во која што се влезени полусветот управуван од раководството на ДУИ и СДСМ, кој што со закани и уцени ги притиска пратениците во парламентот. Само ќе кажам дека со секој еден изминат ден тие губат еден пратеник. Зборам тука пред се на СДСМ. Така што колку побргу заминат, толку помалку пеколен ќе биде нивниот крај. Колку подолго останат таму и колку подолго се вовлечени во криминал и корупција, толку попеколен ќе биде нивниот крај. Премиерот Ковачевски не гледа проблем во тоа што граѓаните не беа прашани, не се прашани на избори за уставните измени. Како вие го коментирате тоа? Како гледате на тоа? Што очекувате вие од човекот кој што е поставен, кој што не излегол на избори да ги праша граѓаните, да стегне рака, да ги погледа во очи, да види што тие мислат за него? Тој човек беше избран, ставен таму, една година еве помина од како е тој таму. Кажете ми што се случи. Дали имаме нешто што се подобри во државата? Дали имаме нешто што тргна на подобро во државата? Сосема спротивно, државата продолжи да тоне и да се враќа назад. Така што менталната матрица на тој човек и на тие околу него се такви. Тие се назначени, тие не се бирани од народот. Затоа што кога би сакале да бидат бирани, а генерал се станува во војна, нели, во битка, тогаш треба да излезе на
на Мегдан, да видиме колку тежи и тогаш граѓаните ќе оценат дали тој треба да биде таму или некој друг треба да биде таму. Така што јас од него буквално не очекувам, од таа ментална матрица не очекувам буквално ништо. Ви благодарам, да имате убав ден.